Поголема плата за судските службеници, која ќе се зголемува паралелно со платите на судиите, побараа од независниот синдикат на судската администрација. Председателката на синдикатот Јасмина Величковска се пожали и дека на службениците не им била исплатена плата за неколку месеци, како и јубилејната награда, и дека тие ги бараат за останатите средства. Како што има пари во буџетот за исплата на овие награди на судиите, треба да има и за судските службеници, вели Величковска. Бараме платата на судската служба да биде врзана со платите на судиите, односно во Законот за судови да влезат и за Законот за судска служба, со тоа што да бидеме врзани со 60 до 80% од платата на судиите, односно како ќе растат платите на судиите, да растат и платите на судските службеници. Во спротивно, ќе бидеме приморани да најавиме штрајк во сите судови низ цела Македонија. Недостасуваат многу работни места, непополнети. И имаме луѓе, вработени кои што работат на повеќе позиции, освен својата работат и за 20, 30, дури за 4 колеги други. Председателот на судскиот совет Александар Камбовски вели дека ги поддржува нивните барања, иако независните синдикати очекуваат исплата до крајот на месецов, сепак одлуката е на Министерството за финансии, вели Камбовски. Очекуваме и ние, меѓутоа зависиме од Министерството за финансии. Доколку Министерство за финансии ни одговори на нашето барање, кое што е испратено уште пред 2 недели, да одобри пренамена на парични средства од една сметка на друга, бидејќи ние имаме парични средства да исплатиме додатоци, но се наоѓаат на друга подсметка кој што ги има Судски буџетски совет. Но за жал, 2 недели помина, ние се уште немаме одговор од финансии ни позитивен ни негативен. Од синдикатите велат дека засегнати се околу 2000 вработени, а поголем буџет побараа, бидејќи како што велат тој не е само за судските службеници, туку за целиот судски систем. Дополнително бараат и изгласување на новиот закон за судска служба, кој бил подготвен во јуни.